Почитувани гледачи, емитуваме регионални вести на телевизија КИС за 5 септември. Од иницијативата да ја спасиме Попова шапка на пресконференција го изразија револтот од состојбата на центарот, каде ништо не се инвестира, а постојната инфраструктура е оставена да пропаѓа. Рекоа дека ваквата состојба може да го доведе во прашање почетокот на ски сезоната. Уништените ски патеки, дефектот на жичницата Свети Илија и неизвестност околу изградбата на шестоседот може да го доведат во прашање почетокот на скијачката сезона на центарот, велат од иницијативата да ја спасиме Попова шапка и хотелиерите. Истакнаа дека жичницата која има најголем капацитет е расипан уште во месец февруари, поради што на крајот од сезоната им бил намален прометот за 50%. Тој е двосет најбитен за почетниците, значи овие што се скијачи, што за бордерите, значи без тој двосет не може да функционира Попова шапка. Како ќе се качат нагоре скијачите на аеродром, пешки? Собственик на Каса Леоне, ресторанот и хотелот. Путот у зимно време не се одржава како што треба. Као прво. А дали имате случаеви на откажување на Имам. Имамо гости што се дошли до овде и ние могат да се качи до горе. Ски терените што се у Копалник, Банско Пампорово, Боровец. Ова е дефинитивно многу разочарано од како да ти кажем, од вработените и што сме кираги под Елем Турс Дојел Скопје, што конкретно не доаѓа пред сезона да започне нешто и договори со кирагиите, треба некои работи што побрзо да се средат пред скијачке сезоне 2018. Хотелиерите велат дека се во Грчи не знаат дали понатаму да инвестираат на Попова шапка, чија судбина е неизвестна откако владата пред неколку месеци најави дека ќе го продава центарот, но сега, како што велат, никаде ги нема. Од иницијативата велат дека тендерот за избор на консултант за проценка на центарот, чекор кој води до продажба, е пропаднат. Да ни одговарат тачно што ќе биде со Попова шапка. Нас ни прашат сите агенции што ќе биде. Ти имат, секој знае дека ќе се продае, нема да се продае, ќе се праe, не се праe, а ние ништо не можеме да предземаме пред сезонава. И треба директно да се обратиме до владата, до премиерот Заев, да ја разгледа ова ситуација, не секој ден да излегуваат со различни идеи и ставови, а ништо да не се решава во терен. Останува прашањето како понатаму. Ако се земе искуството на околните земји и скијачките центри во околните земји и искуството во светот, просто е да се заклучи дека останува само еден единствен избор, едно единствено решение. А тоа е државата во соработка со општината да формира јавно предпријатие скијачки центар Попова шапка, кое што ќе биде задужено за скијачката инфраструктура на Попова шапка. И точка. Тука нема ништо повеќе. Освен што нема никакви инвестиции на Попова шапка, не се одржува и постојната инфраструктура. Планината поради нестручни градежни активности од ден на ден се урива. 80-тите години на Попова шапка, кога се постави двоседата према Церипашина, столбовите се поставуваја со хеликоптер за да не се руинира центарот. Кога тогаш можело со хеликоптер, зашто да не можеше сега? Според состојбата на терен и општината дигнала раце од центарот, каде улиците се во катастрофална состојба, хигиената е на ниско ниво. Наместо добродојде на Попова шапка ве пречекуваат купишта ѓубре и крави и коњи кои слободно се напасуваат низ центарот, каде низ сообраќајниците течат и фекалии. Од компанијата Елем велат дека ски сезоната ќе започне годинава кога според нив ќе се изгради шестоседот, но од владата засега молчат околу нивните најави за продажбата и судбината на центарот. Министерот за економија на Република Македонија Крешник Бектеши денес беше во Гостивар во посета на фабрика која што ќе користи субвенции од планот за економски раст за проширување на капацитетот. Министерот за економија на Република Македонија Крешник Бектеши денес беше во Гостивар, од каде им порача на компаниите да ги користат субвенциите предвидени преку мерките на планот за економски раст. Би сакал да ги охрабрувам сите компании во Република Македонија да земат иницијативи, да инвестираат дополнително, а со тоа ќе го зголемиме извозот, но истовремено ќе го намалиме
и бројот на невработени во Република Македонија. Со новите мерки и со новиот закон, сите компании што ќе инвестират во 2018, ние како држава ќе ги охрабриме и современо ќе ги санкционираме во 2019. Ова не е владина програма, ова им следува на сите компании со закон и затоа ние сме направиле предвидливи услови за компаниите и многу стабилни политики што се однесува до планот за економски раст во Република Македонија. Во планот за економски раст предвидени се мерки за стимулирање на компаниите за нови инвестиции, отворање на нови работни места и стартап бизниси. Првиот столб е финансиска поддршка за инвестициите, значи сите компании што ќе инвестират во нови капацитети, но истовремено ќе го зголемат од бројот на нивните вработени. Втората мерка е поддршка на компаниите што ќе ја зголемат нивната конкуренција, што е и пример компанијата Алмеро и ние како држава ќе ги поддржаме. И третата мерка, како што се знае, е финансиска поддршка за малите и средните предпријатија, значи за акселатори, стартап компании, за млади луѓе, се со цел и младите луѓе да почнат да ги реализираат нивните идеи. Министерот во Гостивар беше во посета на фабриката за производство на душеци Алмеро, која ќе користи средства од државните мерки за проширување на капацитетот. Меѓусебните обвинувања за состојбите во училиштата во Гостивар продолжуваат. Денес локалната власт посочи дека вработувањата на наставниот кадар се креирале во партиското седиште на ДУИ со амин на Министерот за образование и ги повика инспекцијските служби да преземат мерки. Сите гостиварци видоа како директорите назначени од Министерот за образование добиваат партиски наредби, принудувајќи ги документациите на училиштата да ги достават во седиштето на ДУИ. Дали има поголема мизерија од ова? Дали има поголемо понижување за образованието, па и за партиските директори? Нормално, ова се прави во координација и со Министерот за образование. Наместо да има инвестиции, наместо да надвладаат вредностите во време кога младите во голема мера се иселуваат од земјава, ДУИ ја деградира и таа трунка надеж на општеството, а тоа е здравото образование на младите генерации. Во Центарот за култура во Тетово денес беше поставена изложба на карикатури на тема туризам на авторот Мирослав Георгиевски. Изложбата ја организираше Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски смок по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Нашиот народ се помалку се смее и се помалку има настани кои можам да ги преточам во карикатура, преку која пак најчесто упатувам критика, вели македонскиот карикатурист Мирослав Георгиевски. Ова лето го искористил за да ги направи најубавите и хумористични карикатури, во кои ги представува граѓаните и нивните навики за време на летување. Изложбата на тема туризам ја постави во Центарот за култура во Тетово со цел да ја насмее и расположи овдешната публика, а по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, во организација на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски смок. Истата, но со повеќе дела, ќе биде прикажана и за време на деновите на културното наследство на Европската Унија. Таму негде зимуска седевме со Хаџи Миле Ѓорѓиевски во Скопје во една сладкарница и се договаравме кој ќе помине лето што да направиме за да малку така бидеме, да народот го опуштиме, да бидеме малку по-релаксирано да настапиме и се договоривме една изложба да направиме со тема туризам или лето 2018. Јас самиот си зададов задача да секој убав ден направам по една карикатура летна нормално. Сега што летото беше кратко, односно немаш убави денови, така да направи 25-6 карикатури на таа тема. Тука има, да не кажам, од наши одмаралишта, летувалишта, она што сум можел да посетам од нив, по некоја карикатура да направам, па и нешто на страна Албанија, Грција, па и Бугарија, така да има
нашиот народ кај што оди, јас сакав да ги обработам. Па ја толку не одам по инспирација, него по потребата. Ако е тоа политика, цртам политички карикатури. Ако е тоа нешто, прво да мене ме релаксира, цртам нешто такво. Зависи према потребата, према друштвото, најпосле можам да нацртам и во интимно друштво карикатури. Значи се зависи према од моментот. За жал се помалку има смешни работи, тоа ми е веќе хендикеп, мора да цртам повеќе како критика, отколку да правам штос, а мене повеќе би ми лежало да биде тоа гек, штос, да се луѓето насмеат, али и сами знаете колку луѓето се смеат и во ваше друштво, и во вашиот град, и во кафана, се помалку се смеат, према тоа немам инспирација таков вид. Мирослав Георгиевски Миро, по професија е машински инженер, а карикатурата, стрипот и дизајнот му биле повеќе од хоби. Работел во македонското сатирично списание Остен, а неколку години цртал карикатури и стрипови за дневните весници Нова Македонија и Дневник. Како добитник на 80 на награди и признанија, не само во Европа, туку и во повеќе прекуокеански земји, тој е еден од најуспешните македонски карикатуристи. Мирослав Георгиевски со своите карикатури учествувал на бројни групни и самостојни изложби, како во Македонија, така и во странство. Земјоделците од Тетовскиот регион денес се запознаа со придобивките од нивно здружување во рамки на земјоделски задруги. На нив пак треба да се гледа како начин на остварување на деловни интереси на земјоделците, беше речено на денешната информативна средба во општинската сала во Тетово. По изминатите години на транзиција и промени на системи, луѓето се уште живеат во одреден индивидуализам и чувството за колективно и заедничко е проследено со одредена недоверба која треба да се разбие. Токму со оваа појдовна порака денес во општинската сала во Тетово се одржа инфосредба во рамки на проектот Поддршка на развој на земјоделските задруги. На истата беа потенцирани интересите од нивното формирање. Задругата треба да се гледа како еден вид на бизнис, бидејќи преку тоа се остваруваат одредени деловни интереси, меѓутоа и одредени социјални функции кои за другите ги имаат. Локално организирање, промоција на локалната економија, на одредени зачувување на одредени вредности, традиции и така натаму. Или ќе го правите тоа како сам производител кој има ограничени количини, ограничени способности, е релативно мал и така натаму, а процесите на денешницата, на глобализација е да бидете поголем, помоќен и така натаму. Единствената опција на луѓето е или да станат самите големи, меѓутоа тоа не е така едноставно, или да се договорат и да се здружат. Тоа кажав, бара доверба и бара договор. И после тоа почитување на договорот, бидејќи, како што кажав, за другата треба да се гледа како начин на остварување на деловните и другите интереси кои ги имате. Интереси кои ве спојуваат, заеднички интереси. Тоа не значи дека се косат со вашите интереси. Напротив, треба да бидат само уште еден начин да се остварат вашите индивидуални и заедничките интереси. Проектот Поддршка на развојот на земјоделските задруги е финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Македонско развојната фондација за предпријатија и од организацијата Care International како водечки партнер. Проектот предвидува неколку компоненти, промена на подобрување на законската регулатива за земјоделски задруги, промоција на концептот за земјоделски задруги, поддршка на чадор организација на земјоделски задруги и на крајот финансиска поддршка за самите земјоделски задруги. Вкупно би биле 20, од кои 8 од постоечките и 12 од новите. Во овој момент сме тука на информативен настан во Тетово и после ова продолжуваме во други градови, за да ги информираме луѓето за проектот и за можностите во рамките на проектот. Целта на настанот практично има две цели, од една страна да се информираат за можностите и слично, од друга страна, како што кажав, има и финансиска поддршка во рамките на проектот, меѓутоа многу побитно е да се споделат одредени искуства за предностите на здружувањето, бидејќи, како што често знае да се каже,
подобро е кога помалечките се здружуваат, имаат повеќе сила, поголема преговарачка способност, подобра конкурентност и така натаму. Меѓутоа сето тоа бара одредени концепти како доверба меѓу самите членови, договарање на правилата на функционирање на задругата и така натаму. Вакви инфосредби е предвидено да се реализираат во 20 градани с Македонија. Денес се случуваат во Тетово и во Гостивар, утре во Битола и во Прилеп. 53 годишен албански државјанин ноќеска им подлегнал на повредите здобиени од пат на гранка додека сечел огревно дрво. 42 годишен жител на Пирок се пожалил дека физички бил нападнат од полициски службеници кои го привеле и задржале во полициското одделение Сарај. Вчера околу 10 часот и 30 минути во шума во атарот на село Лазарополе во местноста Јама, сечејќи буково дрво со моторна пила врз главата на 53 годишен албански државјанин, му паднала една гранка и му нанела тешки телесни повреди, од кои веднаш загубил свест, соопшти СВР Тетово. Набрзо повредениот со возило на Националниот парк Маврово префрлен во Дебарската болница, пошто пренесен во Охридската болница Свети Еразмо, каде ноќеско околу 2 часот по полноќ им подлегнал на здобиените повреди. Албанскиот државјанин инаку бил ангажиран преку приватна струшка фирма, која имала тендер за сечење и транспорт на огревно дрво. Јавен обвинител и екипа на секторот за внатрешни работи Тетово извршила комплетен увид и се расчистува случајот. На 3 месецов околу 21 часот и 40 минути 42 годишен жител на село Пирок пријавил дека враќајќи се со возило од Скопје кон Тетово во местноста Глумово бил запрен од 4 полициски службеници, соопшти СВР Тетово. Тие според пријавеното најпрво го легитимирале него, неговата сопруга и неговата баба, а потоа побарале да го отвори багажникот и физички го нападнале. После тоа жителот на Пирок бил приведен и 1 час бил држен во полициското одделение Сарај. Откако бил пуштен, тој побарал лекарска помош во Тетовската клиничка болница, каде бил задржан за натамошно лекување. За настанот веднаш бил известен одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи. Се преземаат интензивни мерки за целосно документирање и расчистување на случајот. Англиски државјанин управувајќи мотоцикл Honda тешко е повреден на регионалниот пат Мавров-Јанови-Дебар. Пребрзото возење и натаму причина за најголемиот број сообраќајни несреќи кои се случиле минатиот месец на Тетовското подрачје. На регионалниот пат Мавров-Јанови-Дебар во близина на крстосницата за селото Јанче, вчера околу 18 часот и 10 минути се случила сообраќајна несреќа во која учествувале мотоцикл Honda со британски регистарски ознаки управуван од 26 годишник од Англија и патничко возило Golf со гостиварски регистарски таблици, што го управувал 27 годишник од долнореканското село Требиште, соопшти СВР Тетово. Во несреќата мотоциклистот здобил тешки телесни повреди и со медицинско возило пренесене во Дебарската болница, а по укажаната лекарска помош префрлене на скопските клиники. Возачот на Голфот и неговата 23 годишна сопатничка по укажаната помош во Дебарската болница пуштени се на домашно лекување. Минатиот месец август на поширокото Тетовско подрачје вкупно регистрирани се 89 сообраќајни несреќи или 4 помалку во споредба со истиот период лани. 2 од августовските несреќи завршиле со исто толку загинати лица, 7 лица здобиле тешки, 66 лесни телесни повреди, додека во 29 несреќи била причината само материјална штета, која вкупно се проценува на над 3 милиони и 100.000 денари. Најголемиот број од несреќите се случиле на Тетовските улици 49, пред се на улицата Елинденска, Видеосмилевски Бато и Маршал Тито, потоа на автопатот Гостивар Тетово Скопје и регионалните патишта кон Пирок и Волковија. Најчеста причина за несреќите и особено за оние со најтешки последици повторно е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење 26, потоа неправилно вршење дејствие 20, недавање првенство 14 и така натаму. Најмногу несреќи се случиле во четврток и среда, претежно во периодот од 12 до 14 часот и од 14 до 16 часот. Во овој месец исто така се случиле 11 излетувања од колово, са 2 биле предизвикани од животни, претежно од кучиња бездомници, најчесто како последица на необезбеден коловоз и нивно неконтролирано движење по автопат.
особено во доцните вечерни и рани утренски часови, додека во 10 несреќи учесници се паркирани возила. Макроекономските показатели се одлични и позитивни, а и ликвидноста на буџетот е одлична и од тој аспект нема потреба од ребаланс на буџетот, вели министерот за финансии Драган Тевдоски. Тевдоски вели дека и постојано се прават анализи и доколку се утврди дека треба да се направат некои корекции, тоа ќе биде соопштено. Ликвидноста на буџетот е одлична. Ние веројатно за прв пат после многу години имаме одлична ликвидност на буџетот, можеме да реализираме се, не постои ништо што чека повеќе од, значи не постои ништо што чека во трезорот на Министерството за финансии. Од тој аспект немаме потреба да правиме ребаланс. Секако ние постојано правиме анализи и ако сметаме дека треба да се направат некои корекции, тогаш ќе излеземе и ќе соопштиме. Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност потпишаа денеска во владата министерот за здравство Венко Филипче и председателот на самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита Љубиша Карамфиловски. На потпишувањето на спогодбата присуствуваше и председателот на владата Зоран Заев. Средномедицинскиот кадар ќе добива дополнително 1500 денари, докторите специјалисти на универзитетските интерни клиники на сметка ќе добиваат плюс 3756 денари, лекарите специјалисти во општите болници 4060 денари, а на докторите специјалисти на универзитетските клиники за хируршки болести, почнувајќи од септемвриската плата, ќе им биде самата плата повисока за 4548 денари. Со потпишувањето на денешната спогодба се отвара формалниот пат за зголемување на платите на сите вработени во здравството за 5%, односно зголемување на условицата за пресметување на плата за вработените во јавните здравствени установи од 12.654 денари на 13.286 денари. Зголемувањето ќе започне да се применува со исплатата на септемвриската плата и тоа значи реализација на уште една точка од програмата за работа на владата на Република Македонија. На преговарачката маса веќе се ставени со Министерството за здравство, нашиот социјален партнер, веќе и корекциите на коефициентите на сестрите со средно образование, исто така и корекциите на коефициентите на лекарите специјалисти. Сметам дека со овој пристап, со одредена динамика на реализирање, ќе направиме едно комплетно задоволство во здравството и на некој начин сите одредени пропусти и она што не се случуваше досега ќе биде, да кажам, предмет на одредени наши договори. Блерта Поцеста, 28 годишна, призна дека го организирала и го извршила тројното убиство, но не го кажала мотивот за масакрот, иако неофицијално забранетата љубовна врска меѓу неа и момче од Италија е причината поради која таа ладнокрвно си ги убила родителите и 13 годишната сестра. Официјалните информации од полицијата се дека се е организирано од неа, а причината се уште не е позната. Единствената преживеана од масакрот на семејството Поцеста е третата сестра Мукадес. Основното јавно обвинителство Гостивар денеска донесе наредба за спроведување истражна постапка против 3 лица по сомнение дека биле инволвирани во убиството на 3-членото семејство во Дебар. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 10 до 19 степени, а дневната од 26 до 28 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност, ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од 11 до 19 степени, а дневната во интервал од 26 до 29 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Пријатно!